Почитувани граѓани, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, односно популарно наречената платежна агенција, која што треба да работи во интерес на земјоделците, на сомнителен начин делела и исплаќала субвенции. На ова не се жалат само земјоделците и ова не е само констатација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Оваа потврда стигна и од овластениот државен ревизор за работа на агенцијата. Ова е конечниот извештај на овластениот државен завод за ревизија за финансиските извештаи на платежната агенција за 2014 година, објавен пред само неколку дена. Наводите на ревизорот во делот на субвенциите упатуваат на огромни скандалозни сомневања. Агенцијата на нејасен начин, според ревизорите, определувала кој колкава сума на субвенции треба да добие, односно постоеле ризици при пресметување на висините на субвенциите. Агенцијата спроведувала сомнителни контроли на терен, при што постоел ризик за поднесени неточни и невистинити податоци од страна на корисниците за субвенции. Ревизорот се сомнева дека агенцијата правела исплати кои не се во согласност со условите и критериумите утврдени во годишната програма за директна поддршка на земјоделството донесена од владата. Она што може би најевидентен пример на можни злоупотреби на пари за субвенции е констатацијата на ревизорот дека биле исплатени пари на субјекти кои се појавуваат во списоците за исплата, но не се појавуваат и ги нема во списоците на лица за кои што агенцијата има донесено решение и обратно. Овие податоци на државниот ревизор стигаат во време кога доцнат исплатата на субвенциите за земјоделците, што требаше да се случи до крајниот рок 30 јуни 2016 година. Додека честните земјоделци и по неколку години чекаат да си ги добеат парите што им следуваат по закон, блиските на власта се богатат на нивниот грб. Во услови кога власта скрати 15 милиони евра за субвенции со ребалансот, што е директен доказ дека не ги интересираат воопшто земјоделците, туку ги интересираат само парите во џебовите на фамилијата и на нивните соработници. СДСМ предупредува дека надлежните институции се должни да постапат по наводите на државниот ревизор за сериозните индиции за злоупотреби од страна на платежната агенција во 2014 година. Бараме владата веднаш да ги исплати субвенциите на земјоделците што им следуваат по закон. А порачуваме дека новата одговорна влада, што ќе предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе ги земе во предвид сите овие ревизорски наводи и извештаи, ќе направиме дополнителни ревизии и сите кои се богателе на сметка на и потта на трудот на честните земјоделци и кои дозволиле злоупотреби на субвенциите, на парите на граѓаните, сите ќе одговараат, затоа што законот мора да важи за сите, или Груевски, или Македонија. СДСМ цврсто стои на страната на Македонија. Благодарам.